Музеј Здрава Македонија. Ова утро, како и секогаш, сакаме да ви дадеме добра идеја за книга, особено дека летото ни е на самиот праг. Дефинитивно книгата ќе биде нашиот пријател, бидејќи ќе имаме можеби повеќе слободно време од предвиденото во текот на работниот ден. Денеска ќе зборуваме со дама која што веќе ја напиша својата втора книга, имаше одлична промоција во Музеј на град Скопје, но ќе ни раскаже повеќе за страниците, за тоа што има испишано на истите. Често задоволство ми е ова утро да заедно со нас е Магдалина Стојменовиќ Костадинова. Добро утро. Добро утро, Александра. Ти благодарам за поканата и за можноста денеска да говориме за книгата Денот кога заборавивме да плачеме. Инаку, како што веќе ти и најави, оваа книга беше испромовирана пред неколку дена во Музеот на град Скопје. Направивме промоција, таа е веќе достапна за македонските читатели и за сите заинтересирани и со однос на тоа дека сега ни предстојат одмори и време кога ќе имаме малку повеќе слободно време, да го посветиме на паметни активности, односно на читање на книга. Според мене тоа е една од паметните листата на паметни активности. Секако може оваа книга да биде во тесниот избор на нашите читатели, затоа што е навистина лесна за читање, читлива е, кратка е, како што можете да видите, има околу 100 страници и се чита во еден здив. Инаку, повеќе да кажеме и за содржината на книгата. Книгата е пишувана во временски период од неколку месеци. Значи, расказите се настанати во период од неколку месеци, не се спонтано се пишувани, не се пишувани плански да бидат композит на една збирка, затоа што практично се пишувани баш како раскази и потоа дојдов до идеја кога веќе собрав неколку раскази, дојдов до идеја дека може од нив да се создаде и да се состави една збирка. Така што тоа го направивме сега, непосредно пред промоцијата, значи прва издадовме книгата, па ја направивме промоцијата и со однос на тоа дека се пишувани во временска дистанца и во различни временски единици, има мала разлика со тоа што првиот, или јас како што го нарекувам носечки расказ во приказната, тој е најдолг и на крајот се додадени елементи на научна фантастика, додека другите раскази сите се пишувани баш во стилот на и за таа жанровска цел, односно да бидат дел од научно-фантастична збирка од раскази, и тие веќе сите ги имаат од прва елементите на научно-фантастичен расказ. Инаку она што е интересно за сама оваа книга и можам да го издвоим како специфика е тоа што од вкупно 9 раскази кои што се во самата книга застапени, еден од расказите не е мој авторски, односно искористив софтвер на вештачка интелигенција. Така, да изгенерира еден расказ со тоа што му дадов предходно идеи, команди, инструкции, како да го направи тоа. И тој расказ кој што е генериран од софтвер на вештачка интелигенција да не се разликува многу од претходните раскази. Целта беше да направиме една мала модификација на така наречениот Турингов тест, добро познат во когнитивната наука, кој што се применува за да може да се види дали луѓето имаат можности, критериуми и стабилни стандарди да оценат дали комуницираат со компјутер или комуницираат со човек. Она што е интересно е, и тоа го дискутиравме на самата промоција, веќе пренесам мал дел и импресии од читателите, односно од публиката, е дека е многу тешко да се забележи и да се заклучи кој од расказите не е напишан од човек. И тоа е исто така доста интересно и доста симптоматично и ги подграва оние дебати кои што веќе во теоријата на уметноста се застапени, а тоа е дека вештачката интелигенција на некој начин представува напад на човечкото авторство, односно дека може да се протне веќе и вештачката интелигенција како креатор на уметноста и на уметничките дела во отсуство на јасни и дефиниции и критериуми за тоа што е уметничко дело, а што не. Тука ќе се навратам на самиот наслов. Дали со се она што ни се случува, со се она што не обкружува, дури заборавивме да плачеме. Вештачката интелигенција навлезе во светот на уметноста, во светот на пишаниот збор. Буквално, мислам дека допрва ќе пулсира и ќе замени многу работи за кои што некако ќе чезнееме да ни се вратат, но дали ќе заборавиме да плачеме?
Така, тоа е поентата. Насловот на самата збирка е изведен од вториот расказ кој што е застапен во книгата и самиот втор расказ се однесува на случка во иднината, затоа што расказите со однос на жанрот научна фантастика сите се претежно лоцирани во иднината. Станува збор за случка во која што се присеќаваме да плачеме, односно во кој што софтвер на вештачка интелигенција кој што е задолжен за грижа на и за потребите на старите лица во еден дом за стари лица, почнува да плаче во моментот кога дознава дека пациентот на кој што му служи, односно чиј што сервис е, починал. За разлика од софтверот на вештачка интелигенција кој што покажува такви емоции, сите луѓе веќе во таа година во иднината заборавиле да плачат затоа што лекарите, медицината и другите стручни кадри ги учат дека самите солзи предизвикуваат лачење на хормони кои што се поврзани со тагата и дека плачењето е забрането затоа што ние на некој начин имаме облигација да бидеме среќни сите и да имаме постојано насмевки на лицето, а еве плачењето како една манифестација на нашата тага и емоција и болка е забрането затоа што тоа на некој начин ни штети. И во основа таквите, да кажам, објективизации на научните истражувања ни го крадат, условно речено, таа оригиналност, ни ја крадат таа автентичност на начинот на кој што ги покажуваме нашите емоции и оно што го чувствуваме. И еден ден од целиот тој силен притисок да бидеме среќни, постојано ведри, постојано насмејани, а веќе тоа ни се случува и во денешното општество, затоа што имаме она лажна слика и во медиумите и на социјалните мрежи, каде што сите сме среќни и насмејани и споделуваме само убави моменти, а некако тажните моменти, болката ја криеме така, како некоја интимна случка, а во суштина треба да е обратно, затоа што кога сме тажни и кога имаме да кажем, негативни емоции, треба да ги изразиме, да побараме помош и да ја развиеме солидарноста и чувството на емпатија кај другите луѓе, ако сакаме да направиме едно поубаво општество и постимулативно општество за сите. Ја продолжите ли низата на пишаниот и убав збор, бидејќи ова ви е второ дело кое го издавате, имате ли веќе наум тема на која што следно би пишувале или кои се вашите планови? Така, со однос на тоа дека првата и втората книга доста се разликуваат. Првата книга е социолошка анализа на јавните настапи. Таа книга беше напишана минатата и објавена минатата година и спромовирана минатата година. Ова дело станува збор за книжевно остварување од областа на научната фантастика. Следното дело не знам во кој жанровски елемент ќе се движам, односно што ќе биде мојата инспирација, затоа што ја не сум класичен автор кој што има договор со издавачка куќа и има порачки, па треба да напише дело и е временски обврзан за тоа. Јас сум инцидентен писател кој што, мислам автор, уште не сум писател, кој што кога ќе има некоја инспирација само седнува, ќе го извадам тоа од себе, ќе го напишам и така функционирам. Мислам, не сум автор кој што однапред планира, но не планирам да се задржам со пишувањето, затоа што мислам дека тоа е онако што ме води и некако имам некој внатрешен порив кој што ме тера постојано да пишувам. Ако не е книга, тоа ќе биде некој есе или некоја покусо изразување, секогаш прозно, засега не сум се обидала во поезијата, меѓутоа верувам дека тој креативен порив ќе ме држи и понатаму и дека еве во некоја блиска иднина можеби ќе издадам уште некоја ново дело. Верувам и се надевам дека ќе се сретнеме повторно, бидејќи убавиот пишан збор не треба да го заборавиме и треба некако и младите генерации да ги, условно кажеме, заразиме со она што значи убаво. Магдалина, ви благодарам на овој убав пријатен утрински разговор, затоа што ни дозволивте некако низ овие неколку минути да се нурнеме во она што вие го испишавте, а верувам дека ќе дадеме и поттик на читателите да ја купат вашата книга за да видат што вештачката интелигенција и вие напишавте во ова дело. Ви благодарам. Благодарам, Александра, и поздрав до вашите гледачи. Доколку и вие сакате да видите што Магдалина испиша на овие страници или едноставно сте љубители на новата вештачка интелигенција, земете го ова дело во вашите раце во оние минути кога сакате да се тргнете од реалноста и едноставно да се нурнете во убавината на пишаниот збор. Ние како Здрава Македонија секогаш ви даваме добра идеја за што е ново на македонскиот пазар.